Добро дојдовте. Ова е време кога надвор е вистински пекол. Јас ви препорачувам да пуштите клима и да го засилите тонот на вашиот телевизор. Почнува Бекстејдж. Малку цевитана, малку книга, малку суперхеројски анализи. Останете со нас, еве зошто. Бетмен или Супермен? Кој е херојот од детството на македонската естрада? Супермен. Јас сум од 70-тите генерација, подошла 74-та, така што Супермен беше оној херој кој што тогаш, да речеме, беше по-истакнат, а секако Бетмен некако, можеби, иако е лик кој што од поодамна, не беше толку многу актуелен во мое време. Дали после заедничката песна Тајзи планира да го избрка Спејко од бендот? А он е избркан од бендот, више. Од сега на настап со две коли идеме. Значи он посебно и ја посебно ќе си идам така. Бекстејджка и Ксенија на Макар уште еднаш. Ова е една од моите омилени македонски млади писателки со зборовите директно во срце, со новата книга директно на промоција. Бевме на промоција на уште една книга на Ксенија Николова. Ова издание е насловено како Макар уште еднаш. Пренесуваме. На булеварот на книгите многу присутни, а во рацете една книга. Надежна, млада и талентирана Ксенија Николова со нова книга насловена Макар уште еднаш. Писателката презадоволна од своето ново дело. После ова не се Ромео и Јулија, идиотски приказни, таа овој пат со нешто посериозно. Значи, што е она што може да го очекуваме од твојата нова книга? Најави нешто поразлично, заради што треба да ја купат оваа книга твоите верни читатели? Па, пред се мислам дека ова е сосема поразлично од се што имам напишано до сега, затоа што е еден комплетен роман, една комплетна приказна со ликови кои што се развиваат од почетокот до самиот крај. Мислам дека е пред се и едукативна приказната сама по себе, со тоа што на истата вложив многу истражување за одблиску да го запознаме светот на кловновите, бидејќи се работи за животот на еден клон, и мислам дека луѓето што ќе ја прочитаат и ќе научат по нешто ново, истовремено се надам дека им се допадне тематиката и емоциите кои што се внесени во приказната. Роман во кој главниот лик е кловнот Боно. Навистина необично за оваа дама. Од каде таква инспирација? Дали се работи за нешто реалистично? Па не е воопшто реалистична приказна, измислена е приказната, но имам некоја посебна фасцинираност од кловновите уште одамна и ми интересираше тој свет и сакав повеќе да го запознам и ете решив да направам една приказна и пред тоа да направам едно истражување за да можам да ја долам приказната да биде како што треба. Ксенија од секогаш имала страв од кловнови и сега решила да му погледне на стравот во очи, а тоа им го советува и на своите читатели. За незиното истражување бил потребен огромен труд. Колку време ти беше потребно да го напишеш овој роман и дали ти беше потешко, пошто ете сепак е големо нешто? Па ми беше потешко затоа што требаше многу повеќе истражување да се вложи, како што кажав, и вложив отприлика неколку месеци чисто информативно, го посветив своето време, разговарав со луѓе кои што се споменати во книгата, се распрашував, сакав да бидам што посигурна, да знам што повеќе, и потоа се предадов на пишувањето, така да отприлика целиот проект, ако можам така да го наречам, ми одзема година дена, што е период, така да се чувствувам дека сум дала максимум од себе. Ксенија најавува и промоции низ другите градови во Македонија. Ова лето планирано да направиме една кампања со Матица заедно и секако и секој лето, така да се надевам дека ќе ги посетиме и другите градови, дека ќе направиме што повеќе промоции. Кловновските чевли кои се наоѓаат на корицата укажуваат на тоа дека не треба да се суди според чевлите, се дури не се проводи во нив. Приказна која интригира за да ја прочитате. Роман со убава порака за убаво лето. Ксенија уште еднаш покажа дека има голем број читатели кои ги воодушевува. Бекстејдж со нова авантура. Изминатиот викенд го посетивме градот сместен во Овчеполието, единствениот град кој носи име на светец. Во градот на нашиот ракометар Кире Лазаров, во градот кој свети па дури и тогаш кога е темно, градот Свети Николе. А кога ќе се спомене Свети Николе, прво што ни доаѓа на памет е Мечкоевска куќа пужа. И не само на нас. Така велат сите случајни или намерни патници. Само зборот со нас остана, но љубов
традиционален ресторан во македонски стил, поим за добра храна и услуга на високо ниво. Кога пристигнавме, не дочекаа позитивни и гостопримливи лица. Кукли облечени во народни носии, слики на зидот од селото Мачкуевци, од каде и поттекнува сопственикот, е прво што ни падна во очи. Во пријатна и опуштена атмосфера поразговаравме токму со него. Од каде името? Зашто баш Мачкуевска куќа пужа? Мачкуевска куќа пуже е крстена по селото од кај што е роден татко ми. Многу убаво место во Источна Македонија. И затоа се одлучивме така да биде. Сакавме да биде национален ресторан, за да не биде македонска куќа, пошто веќе постои во Македонија. Се одлучивме да биде Мачкуевска куќа. Колку време постои? Ресторанот постои веќе 5 години. За сега му благодариме на Господ. Работи имаме прекрасно. Имаме гости од цела Македонија. Ресторанот не е посетен од буквално од цела Македонија, значи од Скопје, Тетово, Гевделија, Куманово, Штип, Велес. Кога рековме услуга на високо ниво, тоа и го мислевме, а тоа се гледа и по насмеаните и задоволни лица на гостите. И покрај гужвата во која се наоѓаа, издвоија време за да ни кажат како им започнува еден работен ден. Еден работен ден, доаѓање најпред на работа, разгледување да чуме кака стоиме со резервации, колку гости ќе има денеска локалот, се разгледува чуме што има спремно од специјалитети и што може да понудиме, колку значи има тие да чуме порции спремно од таква работа. Се задочуи, се нуди, се препорачува на гостите, секој си има различен укус, дали сакаат одготвено, дали сакаат свежа храна и така да, значи секој си иде по нивни вкус, кој што си има желба си порачува, ние само го послушаме тоа и направиме да биде чест и задоволство. Кој е специјалитет на куќата? Кој јадење најмногу се бара од гостите? Па зависи, имаме повеќе специјалитети, значи имаме пуше тава наше јадење, значи печени ребра во фурна, имаме динстени меси, дали телешко, дали свинско, коленица во сос, такви работи, значи се е тоа спремано секој специјалитет. Другото се значи стандард што си е свежа скара, пици, пастрамајли, се значи што си нуди секој ресторант нормален, само во различна подготовка, секој се го готви на различен начин. Пуше тава, специјалитет на куќата е пуше тава, мечкуевска плескавица имаме, позната со кајмак. Имаме уште многу работи, ребру фурна правиме многу добри и така натаму. Следува викенд, а ваша дестинација викендов може да биде токму Мачкуевска куќа пужа. Ако сакате да одморите од обврските од секојдневието, пужа е вистинскиот избор за одмор и релаксација. Верувајте дека ќе уживате. Ева е на терен. Не знам дали ја отпеа Палимо заедно со Тајзи и Спејко, ама знам дека беше во нивно друштво. Имаме муабет со овие двајца момци за новиот спот на песната Палимо. Другари уште од самото детство кои денеска заедно соработуваат. Спејко и Тајзи го објавија новиот спот за песната Палимо, за која сме сигурни дека ќе стане нов летен хит, а тоа е само дел од сето она што го најавуваат за престојното лето. Да, добро слушнавте. Момчето кое победи на реалното шоу Големиот брат се впушти во водите на музиката. Во таа улога се снајде одлично, но дали му беше тешко да се снајде во улогата на пејач? Како се снајдов? Па мене ми е се, не знам, секоја улога ми е предизвик некако, а као пејач и као артист, не знам, ми помага Тајзи. Значи он ми е као ментор и може он, како ме гледа, он може болje да ви каже. А мене ми е онак, некој из неколку тешко. Зошто се одлучивте песната да биде на српски јазик? Па тоа го најавувавме и во пиерот пред да ја пуштиме песната. Значи имаме проект на српски јазик преку Балкатон продукција од Србија, со која ќе издадеме можеби албум, но прво 3-4 песни со спотови, значи ќе бидат на српски јазик и напоредно со тоа си работиме на македонски проект, мој македонски албум, кај што Дарко ми гостува на неколку песни. Ја мислам дека добро се снаоѓа. А тебе како ти се сега го пее? Па што ме прашуваш тогаш, мене и него. Важно е на жени да им се допаѓа. Кој е заслужен за темата на спотот и на кој локација е снимен истиот? Па вака. Текстовите на песните си ги пишувам ја како до сега на сите, нели? Песната ја правеше, значи ова е еден македонски производ кој го однесовме во Србија, иако е на српски јазик. Песната била на Лазар Цветковски, заедно со нас, нели, сега како си ги формираме мелодиите и се што треба ако песната, нели, но аранжманот и мастерот е на Лазар. Спотот го снимаше Владимир Даде Ивановски, човек со кој ги работиме веќе неколку спотови до сега и ќе работиме и понатаму. Јас сум задоволен и инсистиравме да останеме на една екипа од Македонија, значи да сепак да си дадеме нешто што е наше и да го презентираме горе. Мораме да направиме неколку ствари на српски јазик, не е правдање ова зошто и како се прави, но влегуваме на пазар, ја инсистирав
да влеземе со можеби со македонска музика, но се во свое време чекор по чекор само да видиме она што сме и да го презентираме најдобро тоа што го знаеме. Ни кажа ништо повеќе за соработката со Балкатон. Вака, се дојде спонтано. Ние, не знам, не сме планирале нешто сега иде овака ќе направиме, па не знам, и тајзи спомна. Онака, сакаме да излеземе малце на страна, бидејќи прво шоуто кое се гледало на цел Балкан, најголема е гледаноста во Хрватска, Србија, Босна. И логично е да направиме нешто за тој пазар, чисто да искористам што се однесува до мене, нели онаа популарност што ја стекнав од Велики брат. Сега влеговме со тајзи заедно во таков проект, за да он направи нешто веќе можам да кажам, нели дека докажам во Македонија зашто да не се расшири на страна. И така имаме некоја заемна корист. Меѓу другото, ја не би знаел со кој друг би соработувал ако не со тајзи, пошто еден не само дека ми е пријател, сега да го фалам, нели? Не, еден од најквалитетните артисти моментално. Не, да. Нема што тоа. Ми се фалимо такој по дома. Најавувате балканска турнеја, кажи ми нешто за тоа. Па вака, тоа нема да биде турнеја балканска, но како што кажа Дарко, треба да си го искористи моментот бидејќи горе е многу, да не кажам популарен, но многу популарен во Хрватска посебно. И за тоа и беше сниман спотот во Сплит. Многу пријатели, многу добри луѓе кои ни излегоа во сусрет за тој проект. Ќе имаме неколку настапи летово, се надам, на страна, бидејќи Балкатон продукција држи еден друг пазар кој е од Србија па нагоре низ цела Европа. Јас се надам дека ќе влеземе таму и ми е многу кеј што конечно, например, сум бил во Италија и во Бугарија на страна, но конечно ќе ги запознаеме оние наши фанови кои се иселени од тука или не знам дали сега или од поодамна, но сигурно ќе има и такви настапи, така да тоа ми е посебно драго бидејќи имаме мал пазар, мора да се шириме, мора да се работи, но секако нема да поставиме Македонија бидејќи цело лето ќе имаме тука настапи и секако најубаваме уште 2 песни на македонски, уште доста спотови, така да ќе биде работ. Кога ќе настапувате во Скопје? Што знам дали да појам во Скопје. На трети во недела во Централ парк Привилидж. Значи да си го најавиме тоа некао концерт со бенд, значи после многу време во Скопје, после концертот во Универзална и Диноскоп, се надевам дека сите што ја слушаат нашата музика ќе уживаат на трети во Скопје. Тај за уште едно прашање, кажи ми дали после сето ова уште планираш да го избркаш Дарко од бендот? А он не избркан од бендот више. Да, беше добра фора, да. И му кажа, викам, видиш што ќе напишат сега. Прво. Од сега на настап со 2 коли идеме. Значи он посебно и ја посебно ќе си идам, така. А не, нашето пријателство е многу повеќе од работа и многу повеќе од бизнис. Значи се знаеме многу малица да некоја пара или некој бизнис би можел да се испречи меѓу нас. Но секако тоа е маркетинг, тоа е оно што го бараат луѓето да се пишува, да се збори. Се надевам дека тоа што го спремаме ќе им се допадне повеќе од тачевите кои кружат за нас нема. Песната Палимо за само 48 часа имаше над 100.000 прегледи на YouTube, со што го запали цел Балкан, а на 3 јули ќе го запала Централ парк. Бидете и вие таму. Ona ne voli bankare, piste, stikle i ministre. Ne voli da pensi sve, ona ne voli žandare. Rulla, pije, psuje sistem, sa mnom mi da buntuje. Ova moje ko razglas. I kad možemo se kratko njena kuza kaže samo dodaj gas, 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 gas. Milion za njene oči boje duge, čarobne ko palimo odavde. Samo stani za benzin i stani za ganđe. Samo palimo odavde, nema plan B, nema plan bre. Samo palimo odavde. I uzmi tvoju malu da okrenemo tje. Samo palimo odavde, samo palimo odavde. Palimo, palimo, palimo. Palimo, palimo, palimo. Odavde, palimo, palimo, palimo. Palimo, palimo, palimo. Kako je volim, brate, ona je moja boginja, kurva u krevetu, a
Најновите истражувања велат дека цевитана е еликсир за обичните суперхерои. И кога сме веќе кај суперхероите, решивме да направиме една анализа и да ги побараме суперхероите од македонската естрада. И ни успеа. Херој. Секој во животот имал барем еден лик на кого се огледувал и сакал да биде како него. Детските соништа немаат граници. Кога фантазираш, се е дозволено. Посебно ако твојот херој бил Бетмен или Супермен. Сигурно таму негде во вашите скриени детски спомени стои костумот од вашите соништа. И после долги години, знаете дека не е срамно да дирнете во вашиот гардеробер. Не сте само вие каде детето се буди во вас, туку и познатите личности кај нас. Бекстејдж направи анкета според најголемите херои, Бетмен и Супермен, и ги прашавме кој бил нивниот голем херој од детството. Не знам сега тоа клинците мои више се бават со Бетмен и Супермен. Мислам дека Бетмен предњачи тука. Би требало да ги прашам, да ги консултирам, али во секој случај Бетмен више им одговара неколку као лик, не знам зашто. Мада Супермен е од моје време и он многу го сакав Кларк Кент на времето. Супермен. Јас сум од 70-тите генерација, подошла 74-та, така што Супермен беше оној херој кој што тогаш, да речеме, беше по-истакнат, а секако Бетмен некако, можеби, иако е лик кој што од поодамна, не беше толку многу актуелен во моје време. Повеќе Супермен. Повеќе верувам во него. Татко ми бил секогаш херој, а од цртаните ја обожавав Малата сирена. Не ја гледам нешто како херој, ама ете ликој што би го одвоила како ликој што ми го одбележал детството, нека биде Малата сирена. Несомнено, без разлика на ликовите, Бетмен или Супермен, барем кај поголемиот дел, знаеле добро да се вдомат. Херојот може да се пробуди во вас иако пиете цевитана. Силата, цврстината и издржливоста во текот на денот ја одржуваат сите херои. Направете го тоа со само една чаша цевитана. На здравје! Најновите истражувања велат дека цевитана е еликсир за обичните суперхерои. И кога сме веќе кај суперхероите, решивме да направиме една анализа и да ги побараме суперхероите од македонската естрада. И ни успеа.